Мој гостин во едното студио е националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Добро дојдовте. Добро вечер. Ја прифативте оваа функција кога напуштите собранието, кој е предизвикот? Собранието, пратеник во собрание е многу одговорна работа. Навистина, меѓутоа тоа е повеќе седечка, повеќе не толку динамична. На мојот карактер тоа не одговара. Значи, навистина луѓето кои се таму треба да им се даде орден, оние што работат навистина. Што се вистински реални претакви има многу и не само во парламентарното мнозинство се разбира. Меѓутоа ова е подинамична функција, повеќе движење има и имаш координација треба да направиш помеѓу различни органи и институции. Тоа мене ми одговара повеќе како на карактер и мислам дека повеќе можам да дадам. Особено сега во овој период кога влегуваме практично у круцијалниот период кога или ќе ја биде или не Македонија од аспект на влез во НАТО. Бевте и во почнавте со работата, бевте во Брисел, се вративте денеска околу НАТО. Докаде сме на тој пат и колку е важно, сем прашањето за името кое ни е добро познато на сите, колку е важно, особено за НАТО, за Европската Унија, знаеме, но за НАТО е сепак една друга ситуација. Колку се важни овие безбедностни реформи во безбедностиот и правосудниот систем за кои можехме да слушнеме и во овој прилог? Многу се важни. Значи, го слушате премиерот кога вели сакаме да добиеме чиста препорака во однос на ЕУ. Истото важи и за НАТО. Ние имавме чиста препорака 2008 кога не одбија. Велат само уште едно прашање остана. Меѓутоа во меѓувреме, заради претходниот автократски режим се натоложија многу други работи. Ова што излезе како афера со прислушкувањето, тие илјадници, милиони прислушкувани, илегално прислушкувани разговори, е есенцијално безбедносен проблем. И тоа го тангира НАТО повеќе отколку Европската Унија. Европската Унија се бави со истиот проблем од аспект на човекови слободи и права. Овој се бави од аспект на ако ти утре бидеш во НАТО, па каков е тој безбедносен систем кој може така лесно се пробие, да и на пресконференции ти даваш што зборат клучните министри во влада. Што збори премиерот, са не за министрот за внатрешни работи. Че од тој аспект е многу важно ова што сега се обидуваме да го направиме, што се базира фактички на Прибе 1 и Прибе 2 репортот. Пред се мислам на реформите во разузнавачките служби, во полицијата и така, меѓутоа во разузнавачките служби и ова што се обидуваме сега со закон да ја извлечеме таа позната пета управа која се бавеше со тие работи надвор од МВР и да ја врземе директно за јавниот обвинител. Не велам, пред малку имавте прилог кој многу добро ги осликува сите евентуални замки и на тоа ново решение. Идеално никогаш нема да биде на нормативна основа, на крајот сепак човечкиот фактор решава, но многу е битно да покажеме дека имаме политичка волја да не биде се во МВР, бидејќи МВР е со децении на Балканот генерално најакото министерство, а не треба да биде. Вие доаѓате од таму, од МВР, таму започнавте кариерата. Многу спекулации имало, особено околу моќта, околу УБК како центар на една сив центар на моќ кој секогаш имал влијание во општествените текови и тоа негативни во главно. Колку е реално да се очекува таа ситуација во МВР после сите овие 25 години сега да добие еден сосема нов квалитет, како што очекуваат партнерите и во НАТО и во Европската Унија? Зашто прво се работи за една крупна мистификација во тој дел. Значи вашата прва квалификација околу силата на УБК. УБК, што се случи со УБК и со сите други институции, особено со УБК и пред се со МВР, меѓутоа УБК се партизираше до коска. Значи, УБК сама за себе не е сила која може да ги почини сите политички партии под себе, како сака. Тоа не постои едно јадро на луѓе кои 5, 6, 10, 20, кои 25-30 години македонска независност диктираат се што ќе се случува на политички план. Меѓутоа, последниве 10-11 години особено, луѓето кои влегуваат таму прво нема абер од таа работа, што треба навистина да работат и не ги бркаа непријателите на државата, ги бркаа непријателите на партијата на власт. Значи, таму дојдовме до неверојатна партизација на институцијата и особено нова клучна управа. Вие гледате, од сите стотици и илјадници луѓе кои се прислушкувани, нема еден државен непријател. Од вас до мене и до сите други кои биле. Ниту еден од нас не е државен непријател. Тие се бавеа со тоа. Сите ресурси, сета најнова опрема што е купувана, милиони се трошени на најмодерна опрема за прислушкување, не се насочени кон вистинските непријатели, туку кон луѓето кои се опозиција на актуелната власт. Ја мислам дека во еден значаен дел станува освен спецификите на раководството кое до сега беше таму на власт и во државата. Тоа е, ја се надевам дека никогаш во следните 100 години нема се повтори таква психолошко-политичка структура на луѓе кои беа и неизживеани, кои нема никаква врска и со политиката и со таа работа и кои сака сега кој има сета моќ во раце, да се изживуваат на 2 милиони луѓе или барем оние кои не се членови на нивната партија. Меѓутоа во еден помал дел станува збори за менталитет. Да не се лажеме. Тоа е тоа прашање велики. Да. Политичката култура и менталитетот е на тоа ниво. Политичката структура е структура која е создадена во едно сосема
во сосема поинакви општествено политички Во околности. поранешниот режим беше легитимно, опонентите на режимот да бидат гонети. Беше легитимно. Македонска, не знам, радикална, екстремна ваква, екстремна таква, сега не е тоа Идеално така. никогаш не дојде до суштествени промени во тој систем. За жал не. За жал не. Значи, ние и тука не ни служи на чест што ние сме заедно со сите балкански држави во исти кош. Ниту Босна, ниту Србија, ниту Црна Гора, ниту Хрватска, било кога во 30 години транзиција или веќе се демократија, било кога направија демократски исчекор. Никогаш не ги департизираа службите и деполитизира во таа насока. Дури мислам дека и Словенија нема големи крупни промени, а веќе години и години членка на ЕУ и на НАТО. Значи, станува збор за еден посебен специфичен балкански менталитет со кој треба да живееме и кој треба да го ставиме во некакви нормативни рамки, да не забега премногу и да не гледаме вакви девијации, во кои ние само опозицијата имаше 1.050.000 разговори, според она што се ја го кажува, и ние велиме тоа е само фракција, само мал дел од тоа што е стварно што било. Тоа е повеќе, за ваша информација, ние ја правев една паралела со претходните ригидни режими во таа смисла, тоа е повеќе пер капита од колку Штази у Германија, источна Германија. Да, интересно како податок да го имаме. Слушам во прилогот, еве Сузијата Лазар Нанев веќе изразува една загриженост, како што вели некои тефтерчињата на едни се заменети со некои други и така натаму околу изборот на судиите, влијанието на политиката, што отвара нови сомнежи за тоа дека тие канали меѓу политиката и судството никако да се прекинат. Па ме интересира вашиот коментар како национален координатор за НАТО, каде што ова прашање на реформите во судството е можне важно, и кои се реакциите на нашите партнери во НАТО? Ме прашувам, бидејќи бевте во Брисел, претпоставувам дека за тоа се разговара таму. За тие барем оние луѓе кои се грижат, кои ја водат Македонија како досие. Апсолутно, и не само Македонија што ја водат, и многу повисоките нивоа се. Значи, еве да ви кажам една неформална информација, наскоро, многу брзо, веројатно на почетокот на следната година, Столтерберг доаѓа во Македонија, во Скопје. Што не е току така. Генерален секретар на НАТО. И е предвидено, да не кажем кога и како, бидејќи тоа се уште не е дефинирано, а тоа е вип личност, меѓутоа тоа не е само деск офицерот за Македонија заангажиран. Ова да ви кажам, значи, два пати, првиот пат беше, го презентиравме 18-тиот циклус на нашиот акционен план за членство, и ако верувате дека тие, освен разузнавачките служби, нината трансформација, повеќе прашуваа за ова, за правосудството. И овој тип на прилози, не знам колку е тоа точно, тоа треба да се истражи со должно внимание, тоа воопшто не би ни служеле на чест, ако велам се вистините. Че ние не смееме да дозволиме, мора да имаме нулта толеранција на вплеткување на политиката во вакви сензитивни работи. НАТО нема да ни прости, ве уверувам, ако правосудството не го стокнеме како што треба. Кои се вашите ингеренции како национален координатор да добиете информација, да проверите што се случува во ова и да интервенирате по известен начин? Да, и значи јас можам во рамките на, нели? Мојата задача, мојата надлежност е содржана во двата збора кои мене ме опишуваат сега на новата работа, национален координатор. Значи на државно ниво, на национално ниво ги координирам сите органи, институции, министерства кои се задолжени за НАТО. Значи една вид на фокус точка или контакт точка, така што мислам дека во од тој аспект имам прилично широко поле за работа и конечно имам и една предност што лично ги знам луѓе кои се на круцијални критични позиции во одбрана и во внатрешни и во значи одбрана внатрешни и надворешни. Ќе го заборавив мој стар пријател Никола Димитров. Така што тие се трите министерства кои морат и евроинтеграција, меѓутоа тоа е повеќе не е толку за НАТО врзано. Така што и ги знам луѓето, ја знам структурата, го знам начинот на размислување и знам дека се демократи по убедување. Че нема никаква допирна точка со ова што беше претходно. Тоа ви уверувам. Можни се и вакви случаи, велам, ако се потврди за точно, да бидат бирани по други критериуми, а не по мерит системот. Меѓутоа ја ви тврдам, почнувајќи од Заев, завршувајќи со сите овие што ги знаеме и што ги следиме долги години на политичката сцена, кои се искусни политичари, Димитров, Шекеринска, Оливер Спасовски, дека тие ќе одговорат на секој од тие барања. Нема да се кријат. Нема да решат така треба. Една партија да замениме со друга партија. Да кажете дека ова е точно, овие сомневања се покаже дека се основани, дека тоа ќе се интервенира за да се отстранат. Тоа ќе се коригира, бидејќи ги знам луѓето кои се, гледате, еве го ситуацијата со ДИК. Државната изборна комисија. Значи тамо владата нема практично никаква надлежност, се независен државен орган. Меѓутоа имате јавна изјава на премиерот кој веднаш кога ги слушна тие суми што си ги доделувале, вели тоа е легитимно, ама не е морално. Вие бевте председател на ДИК, ваш коментар за... Ја мислам дека тоа, знаете што, ние мораме да научиме
Да, мораме да научиме. У тоа време ДИК не беше професионален орган. Тие луѓе имаат процент. Значи нивниот коефициент на плата е 3,4. Пратеничкиот мој, на овие што остана во 3,5. Што се сосема солидни пари за Македонија, не ти требаат плюс пари. Сад замислете сега, ја као национален координатор ја имам некој процент, сега да речам, ја работев до 12 или дојдов ноќеска дојдов од Брисел и дајте ми плюс дневници се. Значи не спорам дека е легитимно тоа што го направиле, али не е морално. Не е морално. Ние мораме да научиме таа култура на неказнување да ја ставиме во архива. Педаровски, со оглед дека говориме за НАТО, ќе ве прашам малку из овие геополитички, геостратешки превирања кои се некако се прекршуваат на Балканот. Денеска видовме една епизода, еден вербален конфликт меѓу Руското министерство на външни работи и Американската амбасада. Американската амбасада се пожали на загаденост, а Руското министерство одговори, па еве го турски тек, дозволете да се направи. Јасно е за што станува збор, барем на ова вербално ниво, но колку е реален тој конфликт меѓу западните сили и Русија во однос на Балканот? Реален е. Реален е. Нема дилеми дека и двете страни имаат своји интереси тука. Ги гледаме со години, особено последните 3 години. Ја мислам особено по анексијата на Крим. Реален е, меѓутоа моја проценка е дека Западот ја доби битката за Балканот дефинитивно. И дека тука иреверзибилни процеси нема да има. Че Русија ќе биде присутна, зборам во стратешка смисла, не зборам за економија, за трговија, за енергија, тоа мора да се одвива и понатаму. Меѓутоа Западот дефинитивно, Црна Гора стана членка на НАТО. Тие се долги години стационирани на Косово, ние сме... Знаете што, во Македонија не се поставува тоа прашање, бидејќи народот, граѓаните не се за друга опција, освен за евроатлантските интеграции. Ви имате, сега во НАТО ми беше поставување на прашањето, сосема легитимно, вели евроскептицизмот или атлантскиот скептицизм, кај вас е во пораст. Ја велам да, во пораст беше 92% за НАТО или за ЕУ, 92 до 96, сега е 75 до 78, што е повеќе од било која друга членка на НАТО актуелна. Тоа е сосема доволно. Тоа е сосема доволно. Никој не размислува, да бидеме реални. И во моментите на крајот кога претходниот автократски режим се нишаше, се клатеше, и тој повторно плаќаше лобисти на Западот, не гледаше кон Истокот. Тие кокетираа малку со Истокот да видат што се нуди од таа страна. Да кажете дека таа опција нема перспектива. Не можам да видам ја релевантна во моментов полурелевантна политичка сила, политички субјект во Македонија кој заговара таква работа. Во парламентот нема ни една политичка партија, ни една која заговара друга алтернатива у стратешка смисла. Дали Русија мислите дека ќе покаже цврсто спротивставување, кога велам цврсто, разбирам употреба на разни методи во дипломатијата, па и во неа, за да го спречи интегрирањето на Македонија во НАТО? Јас мислам не толку како што употребија наводно според медиските извештаи во Црна Гора. Мислам дека на многу пониско ниво ќе биде. Јас мислам дека нивното највисоко ниво на обид за пенетрирање во оваа насока беше направен во април на тој и за јавноста позната средба меѓу рускиот амбасадор во Скопје и одговорниот во нашето МНР за источните работи, кога они понудија нешто и наводно од тогашниот државен врв тоа не беше прифатено. Не мислам дека ќе одат повеќе од тоа. Тоа не сега, знаете што, ние постојано мора да го повторуваме тоа. Нашата стратешка одлука е донесена. Донесена е одамна. И тоа е поддршка од најголемите политички партии. Нема тука ВМРО, СДС, ДУИ, не знам кои. Сите сме на исто. Тоа не значи сега Русија да ја третираме како непријател. И Русија само кој ќе дојде сака нешто лошо да направи. И во ова што го спомнате од дневна чарка во делот на нафтоводи, гасоводи, ние мораме да ја молиме Русија да ни помогне со својата огромна експертиза во тој дел, али не за тоа да се кријат стратешки интереси. Ние ќе ви направиме тоа или ќе ви дадеме пониска цена на гасот, а вие ќе направите тоа и тоа у политичка смисла. Мислам дека такви дилови се више дел од минато. Уште еден коментар ме интересира, каков е вашиот коментар за буџетот кој го доби одбраната? Што е така важна ставка во однос на прво прашање интеграцијата во НАТО. Прво прашање во НАТО ни го поставува тоа. Знаат дека сме во многу лоша економска ситуација, во многу лоша. Ја во тој дел морам да ви кажам вака јавно и ја замерувам на нашата сегашна влада. Ти мораше да ги представат многу побомбастично, многу по нападно за јавноста, за луѓето да знаат. Тие се обидува некако и Министерството за финансии, и премиер, и сите други да кажат дека не, толку ќе најдеме ние пари. Значи, луѓе, Македонија е во катастрофална економска и финанска ситуација. Затоа што 11, нашиот буџет претходната година е дупло поголем, точно 2 пати поголем од последниот буџет на владата на СДСМ 2006 година. Тоа е неверојатна работа. И знаете зашто паѓа нашиот процент алармантно, паѓа и така, значи во кумулативна паѓа затоа што ние го имаме буџетот сега на 3,4 проектиран и ви имате задниот наш буџет за армијата за одбраната 1,15.
ребаланс, значи тоа околу 100 милиони евра плюс минус. Ние никогаш не сме дали повеќе од 125 милиони во најдобрите години, ама тогаш беше 2,2-2,3 од БНП. Сега е тоа на 1, од 2 преку 1. А треба да е 2. Треба да е 2 и треба да е договор. Ти треба да гарантираш од сега дека следните 5 или 10 години ќе биде 2. Са не е оправдување тоа што другите европски држави немаат ни 2. Германија нема 2. Меѓутоа тоа не е оправдување. Така што ние во тотален износ ќе направиме околу 100-110 со тенденција 130. Има ли разбирање зошто не можеме да издвоиме 2? Има разбирање. Има разбирање, само ќе ми кажете бројката на јавниот долг и на надворешниот долг. И тука е крај. Значи нашиот, знаете, 3 пати е поголем нашиот надворешен долг и јавен долг од тоа што бил порано. Крај. Господин Педаровски, благодарам што сте гости во ноќно студио. Благодарам на поканата.